А во повеќе од 25 општини во земјава се спроведува мониторинг има ли злоупотреба на административните ресурси во време на изборен, односно предизборен период. Невладината организација ЛАК Агро Лидер се извинувам, спроведува мониторинг во 2 општини. За што станува збор и какви се првите резултати, ако воопшто ги има или се уште мониторингот е во тек, ја прашуваме колешката Елизабета Митреска. Добро утро, Ване. По втор пат, да, во тек е изборната кампања за локалните избори и секако се поставува прашањето има или колку евентуални злоупотреби на административните ресурси на локално ниво во текот на оваа изборна кампања. Прв пат во Македонија почна да се спроведува мониторинг во околу 25 општини во земјава и секако ќе се мерат состојбите какви се на терен. Какви се на терен состојбите? Едно од прашањата што и го поставуваме на нашата соговорничка Даниела Цветановска, председател на невладината ЛАК Агро Лидер. Даниела, кога почна мониторингот, за што сушност станува збор, зашто прв пат ваков мониторинг се спроведува кај нас? Најпрвин добро утро на сите гледачи на МТВ. Овој проект е пилот проект, односно прв пат воопшто се имплементира во Македонија на локално ниво и се однесува на потенцијална злоупотреба на административни ресурси на локално ниво. Што тоа значи? Користење на јавни простори, јавни општински или други возила на институции, присуство на градоначалници, на јавни службеници, на настани, односно сето на дали општинските и јавните простори и ресурси се користат за политички цели, за промоција на политички партии и така натаму. Овој проект се спроведува на над 25 општини во нашата држава, со тоа што ние како организација ги имаме општините Долнин и Струмица. Во минатите избори сме биле сведоци на тоа дека имало злоупотреби на административни злоупотреби и на локално ниво и на национално ниво, односно се користеле училишта за партиски цели како простори, се користеле возила, се користеле други материјали од општината. И поради тоа ние започнавме да го работиме сето ова. Целта е да имаме веродостојни информации, меѓутоа и да имаме јавни, отворени, транспарентни јавни институции, кои што всушност ќе покажат дека она што е од народот и е платено од народот се користи само за нив, а не се користи за промоција на некоја партија, на некој кандидат и тоа дали воопшто има некаква потенцијална злоупотреба на тие административни ресурси. Кога почнавте мониторингот и до кога ќе трае? Првата фаза на мониторингот започна на 15 август 2025 година, со тоа што ние официјално започнавме и пред официјално да започне изборната кампања. Крајниот датум на она што ќе следува во оваа фаза е 15 ноември, со тоа што мора да почекаме да помине вториот круг во тие општини кои што ќе бидат. После тоа следува конечен извештај за тоа што и како, дали и колку имало злоупотреба на административните цели, а веќе втората фаза на проектот се однесува на мониторинг на предизборни ветувања, кога веќе ќе ги имаме градоначалниците и веќе ќе бидат на својата функција, ќе мониторираме нивната програма и што е она што тие го ветиле во предизборната програма и што воопшто ќе биде имплементирано и што е во план да се имплементира за таа година. Очигледно тоа граѓаните најмногу ќе интересира едно што е ветено, што ќе се исполни. Како го спроведувате мониторингот, на кој начин, како се проценуваат, кои се параметрите, да речем? Во рамките на цел проект има еден базен на мониторинг, да го наречам, околу повеќе од 50 на мониторинг, кои што се обучени, имаат одбиена акредитација од Државна изборна комисија, за да може да го следат и да го мониторираат процесот. Најпрвин ќе се мониторира присуство на јавни службеници, на настани, на политички митинзи, на состаноци и така натаму. Она што сме го виделе во минатото е тоа што јавни службеници отсуствувале од своите работни места за да бидат во
за цел и за интерес на некоја политичка партија, што е директно прекршување на административната злоупотреба на ресурсите на локално ниво. После тоа ќе се следи присуство на градоначалник, председател на совет, на јавни настани, јавни настапи, односно дали присуството на градоначалникот е во неговата функција како градоначалник или е за добивање на некакви политички поени на определена политичка партија. И на крај секако ќе се следи дали ќе се користат јавни простори како училишта, сали, општински згради, јавни возила и дали ќе се користат материјали кои што се од општините или од јавните институции во корист на некоја политичка партија. Дополнително ќе се мониторираат и веб страните и страните на социјалните мрежи на општините, на јавните институции, со цел да се види дали, например, веб страната на општината е веб страна за сите граѓани на општината, а не е само за припадници на определена политичка партија. Кога првите резултати, кратко за крај да кажеме, до крајот на годината? Првите резултати, да, до крајот на годината, со оглед на тоа што завршуваме на 15 ноември, треба време да ги обработиме резултатите и на крај на година ќе се очекуваат првите резултати. Благодарам, Цветановска. Прв пат ќе се спроведува мониторинг дали и колку се злоупотребуваат административните средства на локално ниво во текот на овие избори, а секако до крајот на годината ќе знаеме резултати, што и каква е состојбата кај нас тамане.